Антони Пешев, добри ден во студио 10. Добре нашол. Како Благодарам за најавам, покана. Стопанска комора преседуваш со Не, сега сум главен извршен директор на Стопанската главен комора. извршен директор на Стопанската комора, но добро, вас ве познава јавноста, едно по сите оние настапи што ги имате, интересен како гостин, богата биографија меѓу другото, и она што вие постојано сте актуелен кога ќе се случи нешто и кога ќе запне јавноста со право, дека постои нешто што се нарекува морален чин кога во прашање оставка и секогаш се споменува името на Антони Пешев. Од дистанца, како гледате денес? Па видите, не сум многу горд дека по тоа највеќе ме познаваат. Како? Тој е добар чин. Тој е добар чин, меѓутоа знаете како, тогаш јас кога го направив тоа, воопшто не размислував дека тоа го правам за некоја си генерално. Јас тоа го чувствував внатре во срцето. Мислев дека како се навистина треба човек секогаш да се суочи со одговорноста и без разлика дали ви е објективна или на неа индиректно се аплицира јавниот интерес. Мислам дека сепак тоа е сериозно тежок чин за носење. Ги разбирам луѓето дека е тоа тешко, заради тоа што знаете во услови кога имате исклучително голема сила, кога скоро ви се чини дека се ви е во рацете, треба да се откажете од се и другото сабеле да станете да се разбудите како обичен граѓанин и да почнете да повторно да функционирате во просторот во кој порано сте биле. Нема бескрајна политичка кариера. Мислам дека веќе е јасно дека треба да се заборави амбицијата дека политиката треба да ви биде перманентно достапна и дека секој треба да носи одговорност за своите постапки. И мислам дека заради хигиена на нашата ментална матрица треба да се навикнеме и тоа да го правиме почесто, не заради тоа за да губиме вредни луѓе, него напротив, да имаме шанса на тие луѓе да се навратиме после некое време, откога ќе установиме дека тоа бил само гест на морален чин во интерес на заштитата на и нашето ментално здравје, а и здравјето на нацијата генерално. Тоа е почетокот на 90-тите или средината, тука некаде, така? 93-та, почетокот на 92-93 година. И сега ќе направите една паралела од дистанца 2021, бидејќи ја заокружуваме, верувавте ли дека ќе стигнеме до ова да рече? Во кој смисол? Во секој. Искрено да бидам, како дека јас учествував во една многу, како да кажам, лузерска влада. Влада која дојде во услови... И од овие полузерски? Па да знаете дека од овие полузерски, кога стана член на владата, државните резерви во државата беа $16 милиона. Ајде да утврдиме што е лузерско прво. Што е дефиниција за лузерско? Дали па некако и предвидува на лузерска влада заради тоа што кога ми беше понудена позицијата министар во владата, ми беше кажано дека владата ќе трае не повеќе од 90 дена. Како мислите дека е победничка влада која има рок на траење 90 дена, тогаш тоа е во ред. Меѓутоа јас мислам дека тогаш се бара млади луѓе кои се подготвени да влезат во борба со изгубена позиција, се покажа дека во спротивно од тоа од очекувањата, таа иста влада доби втор обновен мандат после тоа, за жал без мене. Меѓутоа ценам дека кога добро ќе запнете и кога ќе работите од срце тоа да биде направено како што треба, мислам дека се е можно. Не мислам дека е лузерска влада и со многувина кога говоревме, велиме дека таа влада која што била прва тогаш треба да биде сега. Ова се што гледавте сега треба да биде прва. Во кој смисло? Во смисло на поминување на детски болести, на она мантра на местење тендери, на брутално кажано на крадење, на корупција. И сега ако ги претумбате, излегува дека вие ја велите лузерска, а тоа излегува дека е тоа нашата најуспешна, една од најуспешните влади. Но мислам дека не гледам друго успешно. Не, знаете што, по бројки, по кога кажам показатели. лузерска влада, имам многу пријатели постари од мене кога им кажав дека ќе влезам и моите родители меѓутоа и пријателите околу мене кога им кажав дека ќе прифатам позиција во таква влада, они сите ми кажа зашто си го трошиш кредибилитетот за толку кратко време. Млад си уште има време. Од тој аспект говорам лузерска. Ако од аспект на тоа што све направивме, значи ако влезете во отворена битка, значи битка, вие влегувате во таа работа, ако имате чести намери и сакате тоа да биде успех, вие мора да влезете со срце во таа битка. Дури сопругата неколку пати ме прашува зашто го правиш ова, толку многу непријатели можеш да си навлечеш, а јас реков знаеш како, тоа ти како да идеш на сафари, ти дале пушка, си тргнал да ловиш нешто,
Не си требал да влагаш ако не си сакал да ловиш животни. Ако ти дале пушка и имаш животни, пукај. Значи покажи дека знаеш да го работиш тоа. Во принцип мислам дека таков однос треба да има секој што ќе влезе. Дека остави за себе трага за која луѓето ќе викаат во тоа време имавме нешто добро направено. Па и те оставивте трага. Не дека не оставивте трага. Ви благодарам ако имате таков впечаток. Јас не Сега добро, вие бидејќи сте субјективни и сте биле внесен во играта и можеби не можете да правите таква разлика, иако можете да ја направите разликата од тоа каде сме били и каде сме сега, со тоа што вие влегувате во таа борба во едни уште поспецифични времења каде што држава имаш, немаш, граници обележани, необележани, каде што имаш ембарго, каде што имаш еден мал милион работи и вие се борите со сето тоа. Знаете како тоа беа многу интересни времиња. Ако ви кажам дека на пример конкретно има мојот пасош во тоа време според рангот на протокол листата, јас добив еден од првите македонски пасоши и мојот број беше 0000018. Го имам тој пасош дома и го чувам со пасош број 18. Дипломатскиот беше број 22. Не знам како тоа во дипломатската листа во тој момент сум бил пониско, меѓутоа генерално земено, знаете, тоа се добри времиња. Нема историска можност скоро никој да учествува во процес на стварање на нова држава. Знаете, ретки се тие можности кога имате можност да градите држава, една современа, модерна држава на нешто што претходно не постоело. Во ред Македонија постоеше и претходно, но секако беше без такви прерогативи на реална држава со сите параметри и мислам дека тоа беше исклучително корисен историски период во која една група на прилично млади луѓе, знаете, значен дел од тие луѓе таму беа со години помалку од 50, премиерот беше под 30 години, јас бев под 30 години, имаш уште неколку млади луѓе, од целата работа некако се нафати една група на луѓе во услови кога треба нешто да се направи, да проба да се створи тотално друга поинаква клима од претходната. А таму влегов првенствено заради тоа што во тоа време бев председател на комората на приватен капитал. Се сакаше во тоа време да се покаже сигнал дека државата иде во некој друг правец. Значи го напуштаме оној стариот социјалистички систем и влегуваме во една нова шема. Тоа е веднаш после периодот на Анте Марковиќ во Југославија, каде што уште владеа тие нови ветришта на новиот плуралистички систем. И пак денес од дистанца вредеше сета таа борба кога гледате што се случува денес? За мене вредеше, знаете како. Она што мислам дека јас уште не губам надеж дека повторно некои млади луѓе или некоја група на луѓе храбро ќе се одважи и ќе направи таков сериозен исчекор. Знаете како, мислам дека и многу сме блиску до моментот кој наликува на тоа време. Сега мислам дека тие кои ќе се нафатат со работа, ако не го разберат тоа сериозно, времето ќе им биде исклучително кратко. Нема да им толерира никој. Знаете, ова се некои други времиња. Не толерира веќе никој неефикасност. Знаете како тешки се времињата за импровизација. Сакам да бидам оптимист како вас, меѓутоа гледајќи што се случува некако не можам да кажам, сепак ќе почекам да видам што ќе се случи, како ќе се случи, иако не сум навистина не сум оптимист, дури ми е страф, особено што влегуваме во 2022 година, имам впечаток дека изминатите 30 години, дека и мојата младост, еве и сега, и мојот живот воопшто поминува цело време во некаква криза од атентати, од, не знам, воени конфликти, на крајот на денот од пандемија и на крајот од денот од глупости кои што ги прават овие наши општествени чинители. И некако како да се повлекуваат паметните на јас сакам да како многу интересно е кога разговараме со пријатели од странство, имам доста пријатели, таков ми е бизнисот. И често пати ми го поставуваат ова прашање во врска со нели ви се досади од толку многу случувања во државата? Ова е вистина што говорите. Ова што се случуваше во изминативе 2 децении е неверојатно, мислам. Не видовме ништо, ние сме тотално изгубена генерација. Ова веќе се уствари скоро 3 децении. Интересно е дека вика, па нели ви е доста од толку многу возбудувања, толку многу избори, толку многу случувања, толку многу кризни ситуации, имавме војни, имавме промени на влади, имавме кризи и знаете како, мојата одговор е како се кажа, life is too short not to be Macedonian. Значи, животот е многу краток за да не си биде македонец. Мислам дека сепак да учествувате во тие процеси е и предизвик, ама и навистина е и шанса. Значи и војната е добра шанса за успех и да бидеме реални. Не е секоја ситуација изгубена,
ако на вистина работите од срце. Знаете, иначе во спротивно, нити револуциите би успеале ако не ги воделе некои луѓе кои се подготвени да умрат, ама имале нешто во срцето. На Венко Филипче му се случи модуларната болница во Тето, не дека тој отиде и ја запали генерално на таа влада, на Милијана Киевски му се случија колку 15 бугарски државјани со брод во Тона, се случи во меѓувреме на сообраќајна несреќа во Бугарија. И сега тешко е овие млади генерации да поднесат оставка и тоа му аветот во смисла па не го потонав јас бродот или не ја запалив јас болницата. Како беше кај вас, например? Не го бутнавте ни вие авионот. Не, нема врска. Мислам, дури напротив. Ама така се брутализира и... Да. Секако. Знаете како, денеска би сакале дури читам по социјални мрежи, дека пробува да го кажа тоа, дека тоа не била доброволна одлука моја. Знаете, ја на седница на влада не оставив ни простор, само го информирав премиерот у тоа време Бранко Црвенковски дека јас давам неотповиклива оставка и дека се заврши таа работа со мене и главниот мотив заради таа работа беше чинот на изразување на жалост за погинатите и втората работа оставање на простор да комисиите работат без ваше физичко присуство или политичко присуство во процесот на оценувањето на грешката. Само така народот ќе има чувство дека истрагата е коректна и реална, заради тоа што вие натргнати на страна, ако навистина имате вина, таа ќе се појави. Пошто денес би ве прашале, па не го срушивте вие авионот. Па не го срушив јас авионот, меѓутоа знаете како, одговорноста е ваша, го водите секторот. Во принцип, искрен да бидам, знаете што? Имам ја една скриена агенда која досега никогаш не сум ја кажал. Јас скоро 6 месеца во владата се убедував дека треба да ги затвориме авиокомпаниите. Еден дел од авиокомпаниите. Авиимпекс беше една од нив. Како се кажа, толку беше силно лобито во парламентот во тој момент. Мислам 80 пратеници они можеа двотретинско мнозинство да направат заради тоа што компаниите инвестираа многу во лобирање во парламентот. Јас немав шанса да се наметнам како млад министер таму и дури на влада, дури ни на парламентот. А требаше да ги затворам компаниите. И знаете, кога ми рекоа, кога сватив дека не можам да ги затворам компаниите со таа динамика со која сакам, тогаш требаше да си дам оставка. Тоа беше она што јас го имав како грижа на совест. Тогаш прв пат ви... Ја знаете како, не ми беше свесно јасно дека ја треба да се откажам. Цело време надежта умира последна. Си викате, ај утре ќе ги затворам. Вие знаете дека не чини добро. Не може да имаме ние 5 компании македонски што летаат со руски авиони. Тоа не е време, јас ги затекнав тие компании, тие не беа формирани во моје време. Ама ја требаше ги затворам. И кога немате критична маса на луѓе кои таму ќе ви ја поддржат иницијативата, како сега вие треба да се тргнете на страна да кажете без мене. Ако мислите дека така треба да се води, носите вие одговорноста. И јас секој ден си викав утре ќе го направам тоа, И кога се деси несреќата, викав голема грешка направив, заради тоа што не ги затворив. Требаше ги затворам порано. Може би луѓето немаше да... А колку убав културен збор употребивте? Компаниите инвестира во пратениците. Тоа денес знаете како брутално изгледа, нели? Компаниите инвестираат, тоа е компаниите кешираат во пратениците. Не беа пари. Ова што инвестира, ги возеа, ги шетаа до Лјубљана, како инвестираш? Тоа е многу далечно време. Како инвестираш во пратеник? Како? У тоа време се леташе со без дигитални евиденција, дигитална евиденција на картите. Секоја карта имаше 5 копии. Кога ви ги изработат, авионската карта ви даваат копија, напишана на рака. Едниот примерок го зима тој што ви ја продал картата, едниот го зима тој на аеродром, едниот го зима тој таму каде што летате. Па и се собираат некои слипови од таа карта. Вас ви останува една како да знаете дека кај сте летале, што сте летале. Јас мислам, нормално не можам да докажам тоа, дека секој од пратениците имаше по штос од 10 такви карти во джеб, бланко, на кој може да отиде, у секој време да каже, пиши ми, како си га... Дека бев за Германија. Да. Разбирате? Знам за тие времиња. Добра инвестиција е тоа. Тоа е инвестиција во функционалноста на парламентот, ја така го гледам. Добра инвестиција е тоа. Ние сега се смееме, иако тоа беше еден голем трагичен настан кој што вие без двумење рековте јас заминувам, поднесувам оставка, не сакам ни воопшто да дискутирам на темата. После оставката отидов и на комеморативната седница за жртвите. Сам, без шофер. Да. Влегов у салата,
и седнав меѓу луѓето и мислам дека тој им значеше повеќе и мене лично. Знаете, за мојата совест, за да им кажам, луѓе, се случуваат вакви работи, јас не сум тој што треба да го носи. И знаете како, не сум сигурен дека се кадарни да се појават на комеморативна седница како да се загинати толку многу луѓе денеска. Ви треба малце храброст. Господине Пешево, вие македонеците? Сериозно, ха? Не, мислам дека... Од овде сте и ние. Не знаете како, совеста е, мислам малку и култура. Што се случува со нас? Не знам, се надевам дека некои нови генерации ги имаат истото тоа вградено. Или можда овој интернетов направи чудо, како се каже, расторивме све живо и диво. Ама мислам дека јас непоправлив оптимиста ќе се појави нова генерација, верувајте ми, ги гледам. Можда нема да биде со таков сензибилитет, можда ќе биде нешто поинакво. Меѓутоа сакам да бидат храбри. Некако сакам да бидат, како се одлучни и да се борат. Знаете како, да не размислуваат што имам јас од ова. Не уби таа филозофија што имам јас од ова или што ќе добијам јас ако ти го потпишам документот. Па ако веруваш у тоа што го потпишуваш, потпиши го, не прашувај што ќе добиеш. И да ви кажам, пораката до сите едни политичари, ако така се однесувате, ќе добиете многу после тоа. Ќе бидете вреднуван човек, личност. Знаете како, 93-та година си отидов од владата, денеска сме скоро 33 декади, 30 години, возам сам, се движам меѓу народ и нонстоп се поздравувам со луѓето како да сум пријател од засекогаш. Нека се пофалат сите тоа дека може да го направат. Не може, затоа ја прашав ви од каде. Мислам дека тоа е пораката. Бенефитот, знаете како, кога се вратив назад во такото, никој не беше против мене. Сите како пробуваа да ми помогнат. Напротив, пробуваа да ми помогнат на компанијата. Без задршка, без прашање. Знаете како, тоа е бенефитот. Тоа е кумулираниот бенефит кој после тоа го имате заради тоа што сте ја прерипале лигата на анонимност. Влегувате во лигата на функционалност. И на крајот на денот влегувате во една голема врата. Сега ако сакате и на бизнисот. Да, но би се вратиле денес во политика? Искрено? Јас мислам дека ова се многу комплицирани времиња, многу политизирани Па вие владите. делувате поборбено од сите овие што ги гледам до сега. Сите се... Знаете како, кога би била владата репрезентација, значи кога правиме фудбалска репрезентација, например, не прашуваме од која партија се играчите. Него го бираме најдобриот голман, ги бираме најдобрите бекови и не прашуваме дури ни за тимовите од каде се, него ги бираме, селекторот мора да го избере најдобриот тим. И веќе мислам дека во јавноста постои силно изразена потреба да премиерите имаат малце доблест и да побараат да за тој македонски нов тим работат најдобрите играчи. И да се заборави малку премногу на кабинетот сепак не е спроведување на интерно партиските интереси на партиите. Партиите направија од владата владичиња, мали тврѓави кои една со друга како да не работат за истите интереси. За да предете од едната до другата, уште малце ќе почне да си издаваат специјални дозволи. Како да ќе го дадете мандатот на една местото на министер во одредено министерство на една партија и таму веќе господари таа партија. Тоа не е влада, тоа не е заедничка универзална политика на владата. Знаете како ни треба влада која игра како репрезентација? Целта е ултимативна заедничка. А залогот е ненормален. Ние не го сваќаме тоа, тоа е проблемот. Па тоа е проблемот. И кога ме прашувате, дали би играл у репрезентација? Со задоволство, ако е таква репрезентацијата. Ако седам поред луѓе кои се донесени од не знам каде, само за да сега ваква ви е репрезентацијата, ви е сега Шкендија, Силекс, Вардар испадна нормална и веројатно сега ќе влезе некој не знам, штипска врегалница и веројатно гледам слога виница дека ќе влезе. Знаете како? И така изгледа и пред фудбалската овладината репрезентација. Малце навредливо ова што сега по медиумиве партиите дебатираат, му го дадоа тоа министерство, а си го зема она министерство. Тоа е ова само го потврдува што го говорам. Кој од колку на што му дал? Ако работите сите во за истата идеја. Значи не може тоа да постои. Верувајте ми, не можете ви да ги промените своите политички назори заради тоа што ви дале 3 министерски места.
И апсолутно партизацијата во сите структури на државата подхитно треба да престане. Ако некој има ете, затоа кога ќе ми кажете, ве молам, може ли да ми дадете прашање тези, јас не знам да прашам да напишам прашање тези, ние не се водиме по ниту едно прашање и теза, што јас ги поставив. А веќе помина веќе 30 минути од муабетот, меѓутоа тоа е кога ќе тргне така муабетот. И сега прашањето беше околу ова што ни се случува. Од денешна вие да сте венко, што би го советувале Филипче во таква една ситуација? Не, јас како сега пратив пораки. Јас реков не, ја пратив секаде каде што има. Јас со Филипче сум пријател, меѓутоа во тие моменти е тешко да дојдете до луѓето и не е пријатно да им се јавувате по телефони. Нема мислам таков тип на комуникација, а се знаеме многу добро. Мојата порака лична би била во тој момент он не требаше да има задршка на идејата дека треба да си даде неотповиклива оставка. Не заради тоа што он е виновен за болизата, него заради како чин. И знаете како, Филипче ќе имаше силен бенефит од таа работа. Во многу блиско време ќе се сетеа на неговите позитивни потези. Сепак Филипче не оставил само лоши работи во своето владење. Ако погледате што се е направено во Министерството на здравство, сепак има многу убави работи направено. А заради тој потез, скоро да му е забрането влегувањето во политика за долго време. Да. И уште плюс менаџираше и ковид пандемија. Да не заборавиме дека додека сите бевме у паника, он успешно се справуваше на почетокот на кризата. Секој ден на пресконференции Кога падна фронтот во борбата против COVID-19, да се подсетиме, кога решија да идеме на превремените избори во јуни месец. Тоа беше промената на методологијата, на ригидност. Не, предходно падна, кога влезе политиката во комисијата. Кога почна Великден и кога почна Рамазан да ги слават и тука веќе... И тука се губи конструктива. Не верувате више на експерти. Верувате на повисоки политички цели. Добро. 2021 исклучително тешка или 2022 21 беше тешка година, но имавме моменти на радост кога е во прашање ве фудбалот. Прв пат игравме европско првенство во фудбал, но беше исклучително климава година. 2022 влегуваме во еден турбулентен период и вчера кога разговарав, тоа е кога се влегувате во авион и веќе горе летате и пилотот ви вели врзете се, имаме турбуленции, сега прашањето е дали ќе слетаме. Овде пред се мислам конечно на што се договоривме кога е во прашање нели електричната енергија, сега ве прашувам како човек од Стопанската комора, што се случува со пазарот на струја? Ќе имаме поскапување денеска, околу 15 часот треба да соопштат регулаторите. Оно што го гледаме во Европа е навистина големи бројки. Ние имаме производство никакво на електрична енергија, имаме увоз голем. И имате ситуација, например, сега доведувате во ситуација, луѓето да купуваат за 600 евра струја, вам мора да ви ја продават по 40 евра и тоа по ниедна математика не држи логика, а при тоа политички гледате да не ја кренете премногу цената, за да удрите по джебот на граѓаните. Да. Иако секако ќе удрите, бидејќи тоа кога ќе кажат владата ќе издвои, владата сме ние. Наши пари. Де факто е владата, де јуре сме ние граѓаните. Па видите, јас мислам дека една од пораките што сакам да ги пренесам е дека не треба да престанеме да околу економските реални параметри разговараме демагошки. Мислам дека една од оние пораки што би можел да дам на новиот кабинет кога ќе се формира, се надевам скоро ќе се формира, пошто држава во ваква криза би требало да има активен кабинет, е дека, знаете, треба да се прекине веќе со демагогијата и со таа една лабудова песна на што ја прави владата со синдикатите. Јас мислам дека олку снисходно однесување на влада спрам синдикати нит била, нит ќе биде. Знаете како, не можете бескрајно да се нагодувате за тоа колку помалку ќе работиме во државава. Некако се доведовме до ситуација како да сме ние превработени, а сите параметри што ни ги прават странци, вика дека сме пониски по нивото на ефикасност, пониски по нивото на продуктивност, дека како сека, дека значено не работиме. Во делот на администрацијата сме хипер презапослени, дека во администрацијата имаме непотребно голем апарат, дека таквиот начин на функционирање на крај ќе убие државата, дека пензискиот фонд ние како се на колена и дека ако не се директните дотации од буџетот ќе колабира во еден секунд. Значи реално моментов имаме влада која многу малку реално говори за економија, а многу говори за социјални трансфери, за начин на знаете како?
Оно што се случува у функционирањето. Вие да имате ситуација во која имате администрација превработена, која сте оставиле дома да седи, а да не ја намалите платата во времето на најтврдата корона криза, а на економијата да ја дадете трошки помош, во спротивно значен дел од компаниите затворија, тоа е демагогија. Клучното прашање е чуму. Ако ви затвори економијата, ако падне економијата на колена, ако вие немате како вие како ќе го движите крвотокот кога срцето сте го онеспособиле? Па економијата ви е срцето не постои држава која функционира само од администрација. Не е тоа перпетум мобиле. Во принцип, ако не стварате нова вредност, ако државите на крај краишта постојат првенствено заради бенефитот на нивните граѓани, меѓутоа и заради економијата која треба да им овозможи да живеат во благосостојба. Вие сте бизнисмен. Вака кога ја гледате државата. Еве денеска. Спремна ли е за банкрот или за стечај? Искрено. Ја поише прекол можда не мора толку стечај, ама за принудна управа личи. Некако да знаете како кога сте Chapter 11, мислам дека се вика во Америка, тоа пред банкротна ситуација. Мисля чини дека ни треба, како се вика, санациона екипа. Некако во санационата екипа би сакал да кажам дека треба, знаете како, да не се срамиме. Во еден момент Бугарија беше пред да влезе во Европска унија во слично економско безсознание, па го прифатија валутниот борд како решение. Еве ги сега се членки на Европската унија. Значи, тешките одлуки некогаш треба да се направат. Јас мислам дека не сме за банкрот, али за санациона постапка сме. Заради тоа што уствари потребно ни е навистина и онака сега, кога бараме мериторна оценка за тоа дали сме во право позиција опозиција, бараме оценка од експерти или оние што не посматрат, како Светска банка, како АМФ, како сите институции кои не гледаат онака од страна и не гледаат и не посматрат што правиме. Колку се задолжуваме, дали мерките ни се добри, лоши, колку трошиме за администрација, колку трошиме за непродуктивност, колку години не инвестираме во инфраструктурни објекти, колку слабо инвестираме во работи кои еве се гледа дека на крај може да не убијат. Ќе збориме за енергијата. Па ние 30 години ништо немаме направено во енергијата. Сакав да прашам сега. Па 30 години нема ништо направено. Јас кога ми рекоа дека на почетокот дека изворите, резервите на јаглен во Битола се до 2010 година, мене ми изгледаше тогаш многу тоа далечно, 20 години, си вика дека ќе помине до 20 години, ќе смислиме нешто друго. Еве дојме 2022. Уште копаме. Уште копаме и уште сега. Со таа разлика што сега копаме малце поише земја, помалце јаглен, па ја прскаме земјата со мазут за да го подигнеме калоричната вредност на дагото, или ако веќе немавме јаглен, ако не можевме да направиме нови енергетски капацитети, можевме да се спремиме од каде да донесеме јаглен, па сето уште има јаглен што се продава. Има, да. А не моравме да чекаме криза да ни се случи. Но сака да го забранат заради заштита на животна средина и полека се откажуваме, ги тоа ние како држава не бевме подготвени за таков чекор и мислам дека 2035, ако не се лажам, требаше да бидеме подготвени, но не се валутен борд ми се допаѓа како дефиниција и сега вие имате производство на струја. Јас се сеќавам кога почнувавме со новинарство, кога ние на пример Панте Лазаров произведуваше 6000 гигават часови. Потоа дојде Чингоски, тоа се намали на 5800 па 5300 и ние правевме што е веројатно и нормално. Дигавме степен на ризик дека нешто се случува. Вие денес имате 3000 гигават часови, што е апсолутно ниско производство на струја, равно на катастрофа, значи тоа ниско домашно производство, значи зголемен увоз, значи повисоки цени за нас граѓаните. Вас не ви реагира влада, вас не ви реагира опозиција на сето ова. И сега ја прашам, добро, што е работа? И сега влегувам во матрицата. Зашто еве, например, опозицијата не реагира? Не мора да излезат на протести, но да кажат. А и сега они ми викат, ај влези на набавки, види кој доби бизнис 50 милиони евра. Па добро. Иде. И сега малку да ве вратам на бомбите, да ние што е со нас? Ние сме лудаци? Не, мислам дека видите. Ние сме секако увозно зависни.
Порасти парадно. Неспорно. Значи, можам да издадам 5000 бројки и минатиот година билансот кажа дека се 2 милиарди имаме разлика помеѓу увоз и извоз и тоа е со исклучително силна активност во индустријските зони. Знаете, тие ја вадат таа како се вика бројка силна. А инаку генерално како економија треба да сме увозно зависни. Во таа увозна зависност значен дел спаѓа и во енергијата. Ама и извозниот капацитет не умееме да го користиме. Она што сакам да ви го кажам е дека во моментот не треба во моментите кога ви е ефтина увозената електрична енергија и поевтина ви е по цена од таа што ќе ја произведете дома, тогаш не треба да престанете да размислувате дека него ќе доаѓаат времиња кога ќе треба да произведете. Него тие времиња треба да се искористат да се набилда капацитетот, да се извинувам, да се изгради, да се подигне капацитетот, на потенцијалот на вашето производство за лошите времиња. Еве ги дојдоа лошите времиња. Она што беше битно е дека не мислам јас дека ние не треба да купиме електрична енергија од некаде ако таа е поевтина од цената која вие ја трошите за ваше производство. Па и да произведувате скапо нема логика. Еве ТЕЦ Неготино со години не работеше заради тоа што производната цена на електричната енергија беше незамисливо висока и нема причини вие да форсирате производство и да ги горите парите, како да ја горите ТЕЦ Неготино на евра. Не е суштината тоа. Вие треба, економијата е многу екзактна наука. Значи, моментите на добар период, кога имате ниска цена на електрична енергија, а корона кризата предизвика голем пад на енергијата на пазарите во Европа, тога требаше да се искористи да се прешифтаме према или да билдаме нова ситуација да изградиме нова ситуација која ќе ни повозможи да бидеме конкурентно спремни. Ние се ослонивме на хидропотенцијалите, а знаеме дека хидролошката ситуација секоја година е се полоша и полоша. Тоа не заради тоа што нашите политички одлуки се лоши, него заради тоа што климатските промени на земјата се случуваат. Тие се реалност. Ние гледаме дека се помалку и помалку дождови ќе има. 18 степени имаме 18 степени на 1 јануари. Значи, нешто чудно се случува. Многу помалку снег. Како сега, во погрешно време, ние мораме да се подготвуваме за таа работа. Едно е сигурно, многу сонце имаме. И тоа сега се прашуваме сите, зашто овие сите 5 години толку тактизиравме, мислам политичките лидери тактизираа со инвестициите во алтернативни извори на снабдување. Знаете кој беше алибито? Не можеме да го билансираме, многу ќе ни се произведе, во моменти кога има хиперпродукција, имаме проблеми да го билансираме. Ако ти е тоа проблемот, инвестирај во постројки кои ќе го билансираат. Чебренгалиште, не знам, има такви системи кои можат да го избилансираат системот. Па и тоа не ми е прифатливо решение, не може ли да го билансираме? Мислам дека е лага. Не може ли да го билансираат затоа што не може ли да ќарат од увозот на струја? Како вие не можете да балансирате, ги празните езерата и продавате струја. Тогаш како го балансирате? Ама тогаш кешот игра, односно да не биде кешот инвестирање во енергетските водачи. Знаете како, една работа вие преку ден да имате хиперпроизводство од сонце, а ноќта да го немате, тогаш ќе ги користите хидропотенцијалите. Ама нема цел ден да ги користите хидропотенцијалите зашто тоа ви е најлесно. Зашто се палат на едно копче. Затоа што хидропотенцијалите така се палат, на едно копче. Така за и се чудиш, минути, абе кај отиде водата? А водата отиде. Кај отиде водата? 30 години немаме инвестиции, тоа е факт во енергетиката, последната е Козија, како не се лажам. И сега, ова што го споменувате, сончеви денови, мислам дека преку 260 денови, ако не се лажам, кај нас се сончеви и јас не верувам дека кај нас нема луѓе кои што се експерти во таа област и кои што не сугерирале дајте да инвестираме во обновливи извори на енергија. Сега доаѓа модата во фотоволтаици, тројца, четворица го знаат бизнисот и пак оди низ таа призма да остават дека се прави тоа за да бизнис и имате биоразградливи маси светот од кога отиден од ѓубре права струја. Ја не знам што чекаме ние. Сега вие барате некои политичари кои што ќе размислуваат авангардно и ќе одат. Ние паѓаме на прва кривина, како да ви кажам. На 260 сончеви денови не може да немате обновливи извори на енергија. Сакате ветерници, сакате фотоволтаици, сакате биоразградливи маси, што сакате. И ќе бидете и чисти и од јагленот ќе се ослободите. Знаете како, јас не можам да се начудам на тоа. Имам пријатели кои, знаете како,
одлучија да се инвестираат во фотоволтаици, коштало не коштало, колку и да кошта. Зборам индивидуалци, Добро, да. како се кажа. И знаете што, баш вчера ги се јавив кај луѓето, онака да ги зеза малци, викам, знаеш, ке те викам за консултант ако тргне работава со фотоволтаици, да ми дадеш памет. Он вика, што ти дадам памет, како се вика, жив зијан су. Како бе жив зијан, ја викам, која е ти логиката? Он вика, знаеш како? Не можат да направат трафостаница која може да го преземе производството. Нема довод. Нема довод. Значи Нема нема довод, нема одвод. Нема Значи, довод. сега се поставува прашањето. Преносните системи ли се тие кои се клучни за собирање така? Ако се тоа, зашто сите овие години не се фокусиравме на примарна, секундарна мрежа за превземање и предавање на електрична енергија? Зашто таму не инвестираш? Нема довод. Нема довод. И не може да презема. Како може нема довод? Тоа е клучното прашање. И сега одиш А доводот не може да биде предмет на, знаете како, има илјадници луѓе што би си ставиле фотоволтаици и би ја поднеле цената на инвестициите. Сите знаете што им викаат? Не можеме да ви ја преземеме електричната енергија, немаме капацитети до таму. Ако е тоа прашањето, државата тогаш треба апсолутно се фокусира на тој правец. Значи печени сме за принудна управа. За кризен штаб сигурно. Ние во комората сме веќе 2 години во работа. Кој ќе биде во кризен штаб сега, да не биде. Не, па добро сега, ја говорам да функционира како кризен штаб, кај што телефоните го имате цело време да се врели телефоните. Нели да не биде после инвестирање во кризниот штаб. Вие културно како што видите, оти ние одма го наоѓаме кризниот штаб и инвестираме во него. Во ваше време со авионски карти сега малку подруго се инвестира, те киднапираат, исчезнуваат, нешто, па те враќаат. Ставревски видов дека е дел од тимот на Бесими и сега прашате некој социјалдемократ ки ви рече што прават. Не. Јас мислам дека ако нешто сме научиле сите овие години во држава е дека good men is hard to find. Тешко се наоѓаат употребливи луѓе, знаете како? Иако да бидам искрен, Македонија досега немала промашување со министер за финанси. Од Джевдет Харедини преку сакате Никола Поповски, преку Трајко Славевски, преку Петар Гошев, па и Зоран Ставлевски, Јане Милјовски, да не го заборавам, Никола Поповски го споменав, да, Джевдет го спомнавме, како министри за финанси секогаш успевале на ваков политички амбиент да прават, особено Ставревски кој што беше најисфрлен во такви некои моменти да успееш да правиш ти таков буџет, но другчие е перцепцијата на член на СДСМ. Не, знаете како, таму има кај министрите за финанси вие мора секогаш бирате луѓе. И Тевдовски го заборавив. Да, и Тевдовски. Генерално сме имале добри министри. Генерално, значи луѓе сериозни кои внимавале на буџетот. Знаете како, имали личен однос према начинот на кој се и мислам дека и сегашниот министер за финансии е добар. Она што е важно е дека мислам дека е претерано под пресија на политичките елити. Да. Како сика, и ако сакаме да сме коректни, министерот за финансии стварно треба да биде чувар на касата на државата. Трезорот е во негови раце, трезористот секогаш бил директно назначен од кралот. Тој одговарал само на кралот и на никој друг. Одговорноста му е таква. Знаете како, имам позиции во државата кои не може, како што е Народна банка, на кои не можете да му ги доделите обврските на било кого и тој треба да биде тотално ослободен од таа пресија на политичките партии. Он си има буџет, он треба да го држи буџетот у добра кондиција и треба да работи за интересите на тоа. Крај. И мислам дека сме имале среќа што сме имале добри луѓе на тие позиции. Добро, што е Ставревски дел од тимот на Бесими? Вчера видов една слика. Јас да ви кажам, сите овие луѓе ако може да му помогнат на Бесими, би ги охрабрил да седнат таму и да помагаат. Одговорноста е заедничка. Ние знаете како, немаме ние бенефит од ова ако ја пропастиме државата у наредните 6 месеци па да враќаме повторно од нула. Крај на таа политика на дисконтинуитет на владење и признавање на позитивните работи. Знаете како, таа работа треба да комплетно да напуштиме. Мораме да се вратиме назад на политиката на признавање на позитивните работи што претходната гарнитура ги направила и да продолжиме понатаму. Не треба да го рушиме се што е направено позитивно само заради тоа што ние политички опортуно. Да. И не плюкајте на сите луѓе. Јас им пораката е, не плюкајте на сите луѓе така елегантно заради тоа што ќе ви требаат еден ден. Поплюкани нема да не се употребливи. Ако нешто е тешко во оваа држава, значи ние не сме Русија, да можете при секоја варијанта да најдете некој нов лик од некаде да го извадите, затоа што имате на располагање 350 милиона луѓе.
Во нашата држава говориме за пребрана група на луѓе кои ги имаме во државата. Ние сме помалку од 1,5 милиони со се деца во државата. Ова пописот што покажува е виртуелна приказка. Испопишавме и еден куп народ што носи наши пасоши, а само секунд ги двои од тоа да носат и втор пасош. Она што сега за нас е битно е дека во државата немаме 2,2 милиона. Ние сме малечка држава која по мене од 1,5 милион, 1,6 максимум. Од тие 1,6 многу тешко се добиваат топ експерти, затоа немаме право да го уништиме human resources potential, значи потенцијалот на луѓски ресурси не смееме да си го уништиме. Не, има, но не се подготвени партиите за таков вид на интелектуалци и на прогресивни сили. Иначе има. Но веројатно они подобро е да ставиш некој кој што е полесно за манипулирање, да го манипулираш. И се сеќавате вие 90-тите кога беше на К15 скечот, што има завршено земјоделски факултет, министер за културата, и што има завршено уметничко, министер за земјоделство. И сега уште ништо не е променето од таа состојба. И не верувам дека нема. Ние пробуваме многу млади деца кои што избега и кои што ќе се вратат тргнувајќи од вашите. Но овде мери системот е тотално пореметен. Вие морате да одите на митинг, па после да чекате, па после ги моликате, па тие добиваат некоја моќ, па дај вработи, па дај те волам вработи го важи, па ќе ти дадам договор на дело, ама дојди па на средба на и тоа е на таква состојба за која што можеме да говориме нон-стоп но ќе влеземе во еден депресирачки момент, а не сакам да го направам тоа, иако состојбата е таква. 2021 економски како ќе ја оцените? Секако стопанска комора бе. Знаете како 2021 го потврди она што стално го говориме. Стално ни викаат зашто го ја фалите економијата, дури некои од нашите членки викаат немојте толку да не фалите затоа што после тоа не даваат помош. Стварно го ја фалите? Па во принцип искрено да бидам како сега нашите компании се жилави. Искрен да бидам тешко која компанија во нормална некоја друга економија би ги издржала овие турбуленции горе доле со вакви слаба покриеност на финансиски извори, со ваква лоша политика генерална, со како сега неволјност да се слушнат реалните проблеми на државата. Вие не можете да блокирате цена на производство, на пример на основните животни производи, а да имате ситуација во кај што ви експлодира цената на електричната енергија за економијата. Тоа можеме повторно разговараме. 10% покачување на цената во овој момент е нека не ме плюка народот. Е поклон од владата. Знаете колку треба да се качи цената? Минимум дупло. 40 до 50%. Минимум. За да делот од приходите по тој основ помогнат да се помогне и на економијата која во овој момент е изложена на цени кои се 4 до 5 пати повисоки од нивните стартни. Но тоа не е спорно. Знаете што е болно? Болното е неинвестирањето. Болното е пропуштањето на работите како ние се доведовме во ваква ситуација. Така. На крајот пак ние граѓаните ќе плаќаме, пак државата видов бесими 130 милиони евра ќе има за помош за енергетската криза. Вие сега компаниите ќе се соочат со сериозен проблем. 10% е прегруб збор е да кажам политичка одлука. Нека не ме плюкаат ниту мене луѓето, знаат тие. 10% е ништо не прави со 10% во однос, мислам, на компаниите. Не во однос на профитот на компаниите, затоа што и ова е до јуни. Во јуни ќе добиеме уште 10-20 нови проценти. Иако сите велат дека до март се ќе се стабилизира, јас не сум оптимист дека се ќе се стабилизира и дека 2022 ќе биде исклучително тешка година. Но да видам што ќе се договорат. Кај нас не се прати тоа многу честно исклучици. Гледам Бајден имаат со Путин, значи зависиме ние од еден поширок контекст. Вие велите 10% е окей, ќе се укине дневната тарифа, но проблемот е што можевме да го нивелираме ова многу подобро, можевме поелегантно, да бевме паметни, односно да ги користеа паметните луѓе, ние можеби ќе извезуваме сега струја. Знаете како, што сакам да кажам. Вие сега ја држите депресирана цената према фамилии, мислам према народот. Она што е важно да ве прашам, ако случајно сте амбициозен рудар кој копа дома биткоини во домашни услови, сега ви идеално време да копате на цена која ќе ви ја даде државата која е субвенционирана. Знаете
доаѓаме до небулози кои уствари секогаш треба да се постават до прашање. А не требаше ли можда до одредено ниво на потрошувачка да биде навистина пониска цена за оние семејски кои наистина им треба, а за оние што трошат многу електрична енергија, за кои не знаете зашто го прават тоа, дали греат базени или што прават каузика, таа цена да си биде реална. Во принцип, она што сега не можеме да сватиме дека колку и да потроши населението во државата ќе им биде платено по цена која е дури ни економски неоправдана. Па затоа велам. Производната е повисока од таа. Ако тргнете по тоа колку ја произведуваме сега, а произведуваме 20% повеќе под притисок на комората, заради тоа што се активираше ТЕЦ Осломеј и ТЕЦ Неготино, како сега, и знаеме дека сега во момент производната цена во Неготино е во рангот од 150 до 190 евра за мегават час. Како сега, а ние и тоа е супер цена во однос на таа што ја увезуваме, која е 350-400 на дневна основа. 600 ночните сати, значи у пиковите. Значи ние и таа е супер цена. Меѓутоа вие не можете вака да се однесувате како не знам, е супер, народот нека не се секира, ќе плаќа ефтина струја. Па што ако плаќа ефтина струја ако му се затворат компаниите? Па значен дел од компаниите ќе затворат и нека не се прават дека не слушаат. Као што имаме ситуација во која компаниите кои плаќале по 10.000 евра месечно струја сега треба да платат 35.000 евра месечно. Ма не можеме тоа да и знаете како трговците во оваа приказка влегоа со како сика со прилично комфортна ситуација во која они може да го качат договорот, ако сакате, ако не ќе ја си одам и не мора да купувате од мене. Тоа е страшна ситуација. Тоа не може, компаниите не може да го издржат тој сегмент. И затоа како комора влеговме во тие некои чудни одлуки. Знаете како комора почнувајќи од 10 месец правиме инфраструктура која ќе помогне да се направи алтернативен линк преку кој ќе можат компаниите да купуваат поевтина електрична енергија ако таква воопште постои. Можда нема да постои, ама ако постои трговците нема да им ја дадат. Она што е битно дека во овој момент ви кажам дека благодарам на регулаторот, еве пред крај на новата година ја добивме дозволата, комора има подготвено механизам од почетокот на следната година да почне да го формира фондот за набавка на електрична енергија, ако е потребно. Како ќе оди тоа? Размислуваме формите, компаниите сакаат да се здружат. И сега они ја плаќаат електричната енергија авансно пред почетокот на месецот. Да. Значи, им ја пресметуваат просечната потрошувачка од минатата година за јануар месец на таа компанија, им ја пресметуваат по цена од 500 евра по мегават час, што е ултимативно највисоката цена која ќе им ја пресметаат, по некоја просечна цена кој уште не знае како ќе се формира таа просечна цена, со плюс 15% маржа. Ја ви прашам, што работат трговциве, каков ризик они прават ако вие тоа го плаќате пред уопште да почнете да трошите електричната енергија? Па зашто тие компании да не ги удржат средствата да формираат фонд и да си ги набават сами да си работат? А знаете зашто не може? Нема, никој не ви дава дозвола да се бавите. Добро, значи сега Стопанска комора си најде алтернативен канал. Не, ние не сакаме да влеземе во таа работа. Да не биде нити сакаме да му влеземе во пазар на сериозни компании. Ние само сакаме да кажеме пазар, но за заштита на ако се случи, ние мораме да имаме алтернативни. Очигледно дека 3 месеца треба да го сложите механизмот. Ние сакам да кажеме дека 1 јануар имаме сложен механизам. Ако тргнат да работите на лошо, ние сме спремни. Па ќе тргнат, валјда ги имате бројки. Една работа се надевам дека владата ќе остане доследна на она што беше наша иницијатива, дека ако се произведува струја од ТЕЦ Неготино по коректна цена, пошто ја знаеме производната, дека по коректна цена компаниите ќе имаат можност да пристапат до одреден контингент на струја, која и да биде во рангот помеѓу 200 и 300 евра, уште ќе биде многу поевтино од она што ја плаќаат сега преку трговците. Да. Значи тоа сакам да ви кажам. И со пазарни услови, и со државата да заработи, они можат еден дел од тој контингент да не го дадат само за семејствата да живеат комфортно, него и да помогнат на компаниите, зашто ако се затворат компаниите, џабе им е ефтина струја на семејствата, ако немаат плата да ја платат. Иако и трговците се несериозни тотално и не знам како е да отпуштени дозволено такво однесување, да прекинуваш договори затоа што гледаш дека не оди ЕСАПот, меѓутоа треба нешто. Знаете дека кажавме дека инсистираме дека во идниот период трговците кои ќе се занимаваат со таа работа мора да формираат заштитен гарантен фонд по примерот на банките. Па така треба. Така треба да биде. Како што банките одвајаат дел од своите средства за потребите на гарантен фонд во случај на пад, исто треба и трговците да одвајаат дел од средствата во заштитен фонд кој ќе биде во завакви ситуации кога ќе се прекинуваат договори без основ. Добро. 2022
Јас кажав, врзете појасите, ќе слетаме ли само во 2023? Не, ова е време на убави честитки, си посакуваме све најдобро. Не може, ај, што раст, убаво да кажеме. Знаете, ова е време кога треба да сме оптимисти и сакаме. А мене тоа, ова све ми личи ми се враќа она Черчил што кажал кога станал премиер, а више војната со Втората светска војна почнала. И го прашал на првото свое обраќање во парламентот во Англија, рекол, драги мои сограѓани, не можам да ви ветам ништо друго, сега ќе го избавам првиот збор, значи, борба, пот и солзи. Не е толку критична ситуацијата, ама некако... Знаете дека го гледа филмот за тоа. Знаете како? Ако не сме свесни дека ни предстои година на борба и мислиме дека све е лесно и дека се наоѓаме на патот на економско закрепнување и економски раст, кој не знам од што би се створил, како се значи остава многу голем знак прашалник за тоа како би се створил во услови вакви и со уште растечка криза од ковидот и енергетска криза. Мислам дека ние треба да сме спремни на силна битка и мислам дека ако сме подготвени како битка, ниеден проблем нема да биде толку тежок. Очекувањата ви се ниски, а борбата ќе ве возможи да сте во зоната на контролибилна ситуација. Ако се откажете, се откажувате, крај е. Јас мислам дека ни престои година во која можеме со фокусот и со еден тим кој би сакал да се посвети на преживување на годината, онака баш во пуно, со економска, како се ка, енергија нова. Ако продолжиме да се фемкаме со приказки од типот недела не работиме, па да го скратиме работното време на администрацијата во петок на 4 сата, како ја мислам дека може да го смалат работното време на администрацијата на 2 дена, пошто толку им се собира укупно работењето низ целата година. Не е спорно, нека работат и 3 дена. Ама нека работат воопшто, нека не идат на работа. Нас ни треба ефикасна администрација, и не толку трошење на буџетски средства за плати кои идат за безвеза. Па пола, ма срамота е тоа дека плаќаме столчи, луѓе што немаат столче кај да седнат. А и тие што седат? И тие што седат. Не може, тоа не може да биде таа политика. Честни исклучици, работата секогаш се сведува на еден двајца, другите седат. Ова го говориме не заради тоа да наштетиме на новиот кабинет, него да кажеме дека не сме несвесни. Па не да наштетиме, меѓутоа се да не сме несвесни. Сакаме да влеземе со знаење дека сме свесни и дека кога сме ќутеле и сме толерирале, било за да се овозможи да се сменат работите, да не се прави паника. Кога говоревме дека ќе се качат цените на основните земјоделски производи, они вика дека тоа нема да се случи. И клучното прашање, зашто ги блокираат цените? Денес ќе имаме алармантно информирање на производителите на леб. Они барат да се влезе у дискусија како можете вие да струјата да плаќате најскапо, репроматеријалите кои немаме, не ги произведуваме, житото кој ни доаѓа од Србија, да го плаќаме скапо, затоа што во овој момент Србија исто има таков тип на одлуки, а цената на излазот да ви биде блокирана. Значи вас ќе ви дојде да правите леб за 50 денари, да го продавате за 18. Така. Карикирам. И тоа да падне на товар на предпријатието. Можно ли? Има ли логика? Они викаат, да, ама знаете така тоа ќе делува лошо на инфлацијата. И па бави се со проблемот на инфлација. Дај да разговараме. Имаме скриена инфлација во моментот. Искрено. Зејтонот е 100 денари. Знаете како, мислам дека инфлацијата не е од внатрешни фактори. Мислам дека во Македонија заради лимитирањето на куповната моќ на луѓето, тој тип на дивење на цените е скоро невозможно. Јас разговарам со луѓето, знаете, и мене ме нервира тоа дека да кажеме зејтинот е 100 динара, 20 кусур постои покачен во кратко време. Па нема се правиме као да не сме од овде сега. Да, ама знаете како, јас кога разговарам со нив, они викаат, ја викам, што ќе правите сега со ако ви го блокира цената на зејтинот, ми викаат, Тони, и да не ни ја блокира цената, ние ако продолжиме да го качуваме, ќе престане да се продава. Така е. Значи, тоа има нешто што сега пазарните услови сепак функционираат во државата. Ова да, и ова е демагошка мерка. 2 месеца нема да се качуваат цените. На истекот на тие 2 месеца пак ги продолжувате. Пак ќе ви умрат, знаете како научив магарето да не јаде трева и третиот месец умре.
Ова е предпазливост и вие што видите не ова критика тука е аларм кој што треба да го слушнат новиот кабинет, тоа е бидејќи ние досега овие 30 години нели како велат кога ќе се изгориш еднаш потоа и на кисело млеко ќе дуваш и ние имавме вакви ситуации и сега треба да бидеме поприлично предпазливи. Јас само не знам како граѓаните и како особено оние социјално ранливи кои што се во голем број кај нас ќе успее да ги неутрализира државата бидејќи навистина 2022 нека не делува песимистички, но мора да биде подготвена јавноста дека ќе биде исклучително тешко, особено првите 3 месеци, овие јануари. Среќа малку повисоки температури се па не говорам само за грејење и ако има и сонце и малку и на расположение влијае се до тоа. Кога ќе дојде веќе април, кога ќе дојде например, што може, сега, гледајте како, што може да се смени? Може да се смени нешто вака. Јас имам дневен повик од компаниите кои викаат дај бе Тони разговари со луѓето нека ги отворат како сега комплетно тотална либерализација во процесот на производство на електрична енергија. Ќе инвестираме сами. Ќе најдеме пари, ќе инвестираме сами. Нека го либерализираат. Јас кога сум бил во влада, ние имавме блокада 90 дена со снабдување со бензин. Знаете тие чувените редови се чека со километри и ви дава купончиња колку смеете да наполните во резерварот. Во такви услови единствениот механизам е да го либерализирате пазарот, да ставите нова сила, нова структура која нема да ви ги лимитира капацитетите за дистрибуција, за увоз, за се. Истото дошло време во енергијата сите да инвестираат. Секој што може 1 динар да инвестира во енергија, треба да инвестира во енергија. А државата треба да се направи максимален напор сето тоа да го стави во функција. Сега ова е време на мобилизирање на силата. И да ви кажам, расте свестоста и кај нашите компании да тие што немаат капацитети да поставуваат на кровови фотоволтаици, викаат дај да здружиме сили, ако им даваат на французите посебни услови за инвестирање во мини фотоволтаични централи, нека ни дадат нас на економија со здружени сили. Ќе направи некој јавно предпријатие кој ќе произведува струја на фотоволтаични по принципот по кој тоа французите го прават. Ќе го користат кога ќе припадне. Ќе имат контролирана цена на производството, бар ќе знаат дека во сатите од до има цена пониска од таа што ја користат ноќе. И така ќе биде погодно и за нив импутот во односно на што е производна цена ќе успеат да го нивелираат. Политички што очекувате? Бугарија виси, мислите дека таму Мислам дека гледам многу сериозна политички ангажман на меѓународно поле на Америка во регионот. Ситуацијата што се случува во Украина со Русија додатно го потенцира проблемот со тоа што уште овие држави лепдат во слободен простор и мислам дека по промената на дипломатскиот врв на дипломатските представништва на Америка во регионот, забележувам силен помак на екипа која не доаѓа да ја поминува денот без работа, него со фокус да делува на процесите. Мислам дека особено Америка, за Европа не сум толку сигурен дека баш знае што прави. Па Европа е Европа е неважно да е дефинира. Кој клин, кој плоча, знаете како тоа, секој влече на своја страна, али мислам дека Америка има силен фокус на ова работа и она што се случува во регионот, очекувам дека ќе се направи силен притисок и на Бугарија и на за решавање на проблемите. 2022 година мислам дека ќе биде известна ситуација на смирување на тензиите помеѓу државиве. Али тоа не значи дека треба да прифаќаме уценување више од никого. Знаете како. Уцени не утепа. Значи не можеме да ги прифатиме сите уцени кои ни ги даваат. Знаете, сепак имат дигнитет, сепак имате како и не знам, има момент каде што сами би може да инаф доста. Сами би може да обстоиме? Па нема, затоа ќе си менувате стратегија на меѓународна политика, ќе си барате поддршка, проактивна позиција, не можеме вечно да идеме да баци рака у Софија. Може ли да правиме ние како сега ситуација во која ќе праќаме цели премиери таму да се лигават? Не може. Не прифаќаме некој работа. Да, многу е понижено. Многу е лигаво, не знам како да ви кажам, па јас и вие не би прифатиле таква работа. Прашете се, би прифатиле ли вие, кажувам, ја не. Вие не. Према тоа, не ме вреѓа. Навредува се, извинам. Па добро е така. Ме навредува, ме вреѓа.
Тоа никој не го прати што се случува, меѓутоа го пратат луѓе што е. Ние сме сега малку во една поинаква позиција, бидејќи морам да површувам, ние сме сега НАТО земја членка и ова мора со внимание да се гледа, особено денешно на Бајден и Путин кои што телефонски ќе разговарат. Претходно беше оно страшното со видеоконференцијата, каде што Путин вели оставете Украина, Бајден вели ќе ја дигнам нуклеарната и сега јасно е од каде доаѓа целава ситуација. Се надам дека ќе успееме да излеземе мудри. Можеби среќава несреќава ова е што сме НАТО земја членка, па многу не можеме сега малку подруг и пристапот наш како НАТО земја членка во однос на тоа прашање Русија, Украина и во однос на целата криза, но мораме ние малку да се помрднеме. Сега прашањето е како да се помрднеме. Како да бидеме оптимисти во едно турбулентно време. Видите, мислам дека за разлика од некои други луѓе кои гледат многу скептично на проектот Отворен Балкан, тој беше како реакција не толку на Македонија, мада и Македонија спаѓа од категоријата на увредени држави. Значи во Отворен Балкан, тоа е една од оние паралелни иницијативи за кои мора да разговараме сега, а ни се случуваат каузика. Потребата за отварање на македонскиот пазар е еминентна. Ние мораме, како сика, да размислуваме за тоа дека во еден момент, сега или подоцна, пазарот ќе биде отворен и ќе биде изложен на сите можни турбуленции. И во таква варијанта вие треба да си ги билдате внатрешните капацитети. Тоа е вашата домашна работа. И во таква варијанта мислам дека ова е, како да кажам, вежбанка, мала вежбанка во учењето на тоа како да се спротивставиме на државите слични на нас. И мислам дека и не знам дали ќе успее проектот Отворен Балкан, меѓутоа сите овие помаци што се направени, дури микро, ги оценувам многу позитивно. Заради тоа што почна нашите царини и нивните царини да размислуваат како да се намали времето на стоење на граници, како да се поедностави фитопатолошката контрола, како да се признаат дозволите за економските оператори, како да знаете некои работи кои со децени ни тлеат во нашава како се кажа околина, а не ги решаваме. И мислам дека на таа вежбанка ќе пробаме да се подготвиме за она што ќе ни се случи, а тоа ќе биде некој отворен европски пазар, дај Боже, некој време. Вежбанка, каков терминот се обидувам. Вежбанка, се надам дека ќе успеа да ги решат работите внатре во вежбанка. Знаете како, ветувате нешто, не сте прашале дали можете. Ние во комората потрошивме еден куп пари да направиме економска анализа дали влегувањето во Отворен Балкан за Македонија е позитивно или негативно. Нели е смешно дека комората инвестира во тие пари, а не инвестира државата пред да влезе во такова размер? Државата инвестира во други работи се. Вие како комора треба и вие малку да покажете великодушност и што покажува анализата? Спремни сме со вежбанката или ни за Отворен Балкан не сме спремни. Не за Отворен Балкан не сме спремни. Не дека Бугарија и Романија. Не сакам да кажам ништо, знаете како. Има и позитивни и негативни аспекти. Клучното прашање е што очекувате. Ако очекувате дека ќе направите мега помак, нема да се случи. Ако очекувате дека како сега некои интересни сектори ќе ви пропеат, ќе ви пропеат. Али секако треба да сте внимателни. Сигналот со Српски Телеком во Македонија е тоа што треба да ни го подигне нивото на алерт, на возбуденост. Сега ова е позитивно или не знам како, бидејќи јас го тумачам малку другчие. Знаете, нека навлез како инвестиција туку на наплив и на влијание српско, турско, кој што го има во Македонија. Само сакав да кажам да го подигне нивото на алерт. Ја не кажав дека е паника. Затоа што уствари ќе има два аспекта. Од една страна ја го подобрува конкурентноста на пазарот, а втората е опасноста да некој поголем ја поклопи играта. Сва среќа дека имаме крупни играчи во Македонија, па тоа нема да се случи. Ама да се подигне нивото на свесност, само толку. Добро, вие го гледате бизнис моментот, јас го гледам другиот момент. Дали преку тоа ние добиваме влијание српско, добиваме преку турските серии турско влијание, јас по друга страна го гледам, меѓутоа веројатно за тоа треба да се размислува некој друг да работи. Викнете на некоја друга емисија за геостратегија па да разговараме. Иако како влез овака и како конкуренција е добро за секој граѓанин, бидејќи тоа игра улога и на цените, но ќе видиме што како ќе се случува. Што да посакаме за 2022, уште ова не ме прашав. Дававте вице-премиер за економски прашања како Стопанска комора, се откажавте нешто или? Нема, председателот Азиски даде јавна изјава дека
цениме дека тоа делувало контрапродуктивно. Од кој аспект делува? Па, да знаете како, некако товарот на објективните развој на настаните кои дошле директно заради човекот или индиректно заради не неговата директна вина, се аплицира после на нас. И мислам дека баш онака најавата е дека нема да влегуваме во таков тип на политички авангардни потези, а ако некој оцени дека има потреба да повика некој од бизнисмените заради своји лични потреби, нема да се противиме. Секако мислам, нема причини да забраниме на било кој член на комората, пошто комората, знаете, апаратот е мал, а ние имаме ситуација тоа се све бизнисмени, така да може да ви се случи да, како што може некој доктор да биде викнат за министер за здравство, да ви се викне некој бизнисмен да работи некој сектор во владата. Добро. Што да испратиме како порака? Јас би сакал да испратам порака дека 22 година ќе биде тешка година, но јас имам чувство дека тоа ќе биде годината кога ќе заврши корона кризата. Омикрон и покрај тоа што е застрашувачки, мислам дека веќе науката го третира како можеби божи дар за завршување на вкупниот проблем со короната. Конечно да излеземе од таа една сериозна ситуација која постои и во економиите и кај граѓаните и да се посветиме на теми кои се нормален живот, не да почнеме да се веселиме, него да почнеме да работиме нормално и да си го направиме она што е потребно, да си ја средиме државата и да почнеме како што некои чудни сектори како што е мојов сектор информатика покажа дека и услови на криза, ако си имате цел, ако си имате визија и ако малце ви работи конјунктурата, а вие сте осетливи на таа работа, може да направите големи исчекори. Знаете дека информатиката минатата година изненади со 1 милиарда обрт. 2000 млади компании. Не е лошо. Не е воопшто лошо. Ќе успееме ли 2022-та вистинските луѓе да ги позиционираме на вистински места? Да тргнеме политиката настрана? Ако не, као и секогаш ќе си идеме на предвремени избори. Па и тоа не е одржливо. Но ама што да правиме? Знаете. И тоа се пари. И избори се пари. За економијата особено се големи проблеми. Но и страшното е што изборите ништо не менуваат. Не менуваат. Благодарам што бевте гостин во Благодарам студио што ме 10 и посакувам убави стрекни новогодишни божикни празници. Благодарам. Антони Пешев, гостин во студио 10 во првиот дел. Со него разговаравме за целиот политички, економски, за сите политички економски предизвици кои што не очекуваат во 2022-та и она што го имавме во 2021-та. Нормално со малку навраќање наназад во историјата.